Добар ден, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во новото издание на Неделен микс. Ве поканувам да останете заедно со нас. Имаме гости кои што можат само да ви инспирираат и да ви го разубават буквално денот и да ве потикнат да размислувате. Такви се секогаш нашите теми. И таква е мојата прва гостинка, навистина прекрасна личност, поетеса. Авторка е на 3 сценарија за краткометражни филмови, има пишувано и приказни, книга за деца исто така има, но главниот повод поради кој ја поканив е незината стихозбирка Ние сме Ева, која годинава беше наградена и со наградата Антево перо за 2025 година. И сосем оправдано, и мене како читателка голем впечаток ми остави оваа стихозбирка, а имаме многу теми за што да разговараме заедно со Оливера Андоновска. Добре ни дојдовте. Добар ден, Марија, и од мене. Благодарам за интересот и за поканата во емисијата. И веднаш ќе започнам со честитките. Големо е признанието, наградата Антево перо за најдобра стихозбирка. Едногласно од жири комисијата беше доделена таа награда и колку вам всушност ви значи оваа награда? Па, благодарам за честитките и секако дека ми значи наградата затоа што е препозната како вредно со определени естетски критериуми сосема достојно да го носи печатот на Анте Поповски и да се вброи во редот прекрасни стихозбирки од досегашните добитници на оваа награда. Ми дојде како голема возбуда и како така еден бран свежина во секојдневието. Меѓутоа мислам дека сите активности на меѓународната поетско-културна манифестација Анте Поповски Антево перо се многузначни и повеќе димензионални, не само што се актуализира наново и наново творештвото на великанот Анте Поповски, па дури имам забележано дека во периодот кога е актуелен конкурсот за необјавена поетска збирка, толку многу повеќе се споделува неговото творештво, особено неговата поезија по социјалните медиуми. Значи, тоа е едната страна на приказната и мислам дека неговите директни потомци, ќе ги спомнам Александар Жорж Поповски, ќе ја спомнам тука и доктор Атина Цветановска, многу успешно ја спроведуваат оваа мисија. Меѓутоа, таа се проширува уште подлабоко затоа што се стимулира создавањето на поезија. За мене тоа е многу значајно, бидејќи често знаеме да кажеме дека поезијата е најчудесното дете на книжевноста, ако не и форма сама за себе. И мислам дека е многу значајно да се создава поезија и одново да се уверуваме во нејзините супермоки. И уште еден сегмент на кој мислам дека посебно би бил горд Анте Поповски, тоа е пишувањето нели на македонски јазик. А со пишувањето поезија ние ги досегаме тие најсуптилни сфери на јазикот кои без неа мислам дека нема да можеме да ги дофатиме и би останале некаде така малку непознати за нив. Мислам дека тука се крие не само концентрацијата на наградата, туку имаме едно многу пошироко значење што ми е особено драго. И мислам дека ние од другата страна може да учествуваме и да вратиме повратна реакција и да ја помогнеме во таа условно кажано мисија на ова здружение. Апсолутно. Вие со вашата стихозбирка дадовте голем придонес за да се проложи името што се вели на големиот Анте Поповски и некако по негов пат што се вели одите и вие со вашата поезија, која што навистина делува едноставно, но е всушност повеќе слојна. Ненаметлива, но има внатрешно скриена порака и можности за бројни интертекстуални читања. И сега, пред да одиме во детали, предлагам да одиме од насловот. Ние сме Ева. Веднаш асоцира на Ева, која што нели сите ја знаеме, зачетокот на женственоста, на женското, на жената. Зошто токму Ние сме Ева како наслов? Всушност, насловот на стихозбирката се случи откако најпрво се создаде песната Ние сме Ева. Таа е првата песна која ја отвора стихозбирката и всушност ги најавува темите кои ме окупираа во тој даден временски период и кои се особено присутни во првиот циклус, а понатаму, можеби во некои
посуптилни нишки се провлекуваат и во вториот и во третиот циклус. И таа е песна во која се остварува една средба помеѓу митологијата, нели Ева веднаш не упатува на еден лик кој на сите нам ни е некако врежан во главата. Меѓутоа, со митологијата се среќаваат и генетиката и јазикот, неминовно, нели, во поезијата. И всушност посегнувам по едно сознание кој во тој временски период стигна до мене. И самата збирка почнува со еден цитат од еден генетичар, Брайан Сайкс, кој има дојдено до едно откритие кој го има споделено во неговиот труд Седумте ќерки на Ева. Тоа е една прекрасна книга, ја препорачувам дури и на луѓе што не се занимаваат со наука како јас, која може да им помогне да дојдат до некои нови спознанија за човекот, нели секогаш е интересно кога дознаваме некои работи што се за нас. И всушност таа Ева ја влечам од неговото истражување, односно тој прв циклус се занимава со наследството, со пренесувањето на митохондријалната ДНК од генерација на генерација по мајчина линија. Сега за тие што се како мене и не се занимаваат со наука, би кажала само една мало објаснување за да ни тече разговорот помазно. Митохондриите се органели во клетките, во нашите клетки, кои што се одговорни за производство на енергија. И тие имаат своја ДНК, значи која е поразлична од ДНК или генетскиот материјал на јадрото на клетката и која може да се следи како нишка, како еден конец што не поврзува сите нас. И ако ја следиме таа нишка, ќе стигнеме преку мајката, бабата, прабабата до таа генетички хипотетичка предпоставена прамајка Ева. Затоа реков дека тоа е, иако ги носиме сите тој генетски материјал од тие наши предци, тогаш што значи тоа? Дека ја носиме и Ева во себе, така нека ние сме Ева, односно тоа јас сум може да стане, да премине во јас сме, во известна смисла. Од тука така дојде насловот, така се роди насловот на оваа стихозбирка. Многу символично, многу длабока символика има и навистина е така, ние имаме корени зад себе, нели? Така. Не сме од денес што се вели, но имаме и своји предци и историја. Но за мене беше највозбудлив моментот кога сватив дека не станува збор за нашите предци, не се само спомени складирани некаде во нашиот ум, туку тие се живо органско присуство во нас, значи биолошки факт што го носиме во себе. Тоа беше таа идеја што толку многу ме возбуди во тој временски период и од друга страна ми дојде како помош да си објаснам некои работи што ми беа потребни да си ги објаснам во тој даден контекст кога ја пишував стихозбирката. И токму навидум се зборува за женскиот род, Ева, ја спомнувате и вашата мајка, емотивна исто така и самата стихозбирка, но да истакнеме дека нема феминистички призвук. Значи, не зборувате за феминизмот како правец и така натаму, туку напротив некако ги соединувате дури машкото и женското како една целина. Значи, дали добро јас сум разбрала додека ја читам? Навистина кога се создаваше Ева, мојата идеја не беше да создадам феминистичко четиво, иако можеби некој би го прочитал и така, меѓутоа мојата идеја или мојата намера не беше таква. Мојата намера беше да ги од една страна да и дадам смисла на една длабока тага што ја чувствував во тој временски период, кога чувствуваме таква тага, тогаш секогаш се повикуваме на поезијата, нели? Таа умее да дава смисла дури во некои најстрашни невремиња кога ќе не зафатат, умее да ја облагороди тагата, па дури ако имаме доволно среќа и да ја претвори во возвишена убавина. И значи бев зафатена со да ја канализирам таа моја состојба во тој временски период, да ја дадам една форма надвор од себе. Значи
и од друга страна идеите за кои што зборував претходно, да им дадам форма, значи не бев зафатена со некоја друга идеја, освен со оваа, значи од една страна беше таа емотивна состојба, од друга страна беа некои сознанија кои што ме фасцинираа и силно ме возбудија, поезијата помина како лепак меѓу нив и се создаде Ние сме Ева, да. И повеќе бев зафатена со целината отколку со деловите, да речам, на таа целина. И во однос на темите, ете да спомнеме дека значи феминизмот не е застапен, туку повеќе самите чувства и други некои теми кои што ги имате вметнато во книгата, а сепак женскиот род е застапен секако. Да, застапен е затоа што таа митохондријална нишка што ја рековме можеме да ја следиме само преку мајката. Да. Значи тие митохондрии, таа ДНК ја наследуваме само по мајката. Значи независно дали е син или ќерка, тоа дете ќе добие митохондријалната ДНК само од својата мајка. Овде малку користам некои поими од науката, меѓутоа мислам дека не се претерани и мислам дека се во функција на идејата. Да. Токму тука е таа женскост, бидејќи таа женска лоза можеме да ја следиме наназад само преку таа митохондријална ДНК која се наследува по мајчина линија. Многу интересно. Спомнавте дека во еден тежок период низ кој што поминавте, тогаш поривот за пишување поезија и таа инспирација дошла на виделина и историски гледано многу писатели, многу автори, поети исто така во некои најтешки моменти од својот живот ги направиле нивните најврвни дела. И од тука некако ми доаѓа и прашањето дали всушност кога чувствуваме неголемата тага можеме да бидеме најпродуктивни кога станува збор поезијата, пишувањето. Не знам дали може да бидеме најпродуктивни, но мислам дека можеме да секогаш да посегнеме по пишувањето и мислам дека можеме да ја третираме поезијата дури и како алатка за некаква емоционална регулација, што би рекле психолозите, нели? Бидејќи поезијата на вистина, мислам дека почесто треба да зборуваме за неја и да ја реактуализираме одново и да го враќаме стариот сјај, бидејќи на вистина може да ни послужи како еден вид терапија за определени ситуации. Ја препорачувам, колку и да звучи ова како можеби малку банално или како клише, на вистина препорачувам, не мора со тенденција нешто да се објави или да добие некоја крајна форма, меѓутоа на вистина да се користи како еден вид алатка со која ќе си помогнеме себе си, барем во мојата практика, секогаш се покажала како успешна, меѓутоа во текот на животот мислам дека забораваме дека можеме да ја користиме и на таков начин. Да, и психолозите препорачуваат пишување или мислите да ги ставиме на хартија. Така, и тогаш добиваат друга димензија и односот кон нас и односот кон тагата или кон и други интензивни емоции почнува да се менува и убав процес е тоа во секој случај. Да. Вашите песни имаат многу интересен стих. Значи вие буквално и си поигрувате со формата на стихот, па дали ова намерно или спонтано дојде? Исто во прашање го добив на промоцијата на Ние сме Ева во Прилеп. Промоторот Звонко Димовски, самиот автор и преведувач, ми го постави тоа прашање дали намерно или не. Значи, целно не беше никако. Меѓутоа, кога бев интензивно во тој процес на пишување, тогаш тој однос со стиховите се промени. Тие почнав да им угодувам всушност на стиховите се во интерес на значењето, да се постигне што повеќе можноста да се пренесе идејата и да се постигне значењето што сметав дека треба да биде постигнато. Значи, така се некои распаднати зборови, но мислам дека го следат значењето и се во функција. Не само да се добие една визуелен идентитет, не ми беше идејата, туку да му се помогне на значењето. И јасни се, прецизни се. Вие кога употребувате, например, грчки зборови има во некои
Во првата песна. Да, дава ти објаснување и така што јасно му е на самиот читател, нели, зашто станува спор. Так. 3 циклуси има во самата поезија. Можеме ли да позборуваме малку за 3 одделни циклуси на самата стихозбирка? Така, според структурата точно има 3 циклуси. Секој од нив е најавен со еден краток епиграф на почетокот пред секој циклус. Првиот е посветен на наследството, значи мислам дека го искоментиравме тој дел. Вториот циклус е посветен на стравот и последниот циклус е посветен на љубовта и како едно заокружување на првите два. И стихозбирката беше готова кога ја напишав последната песна, еден вид епилог и своевиден сублимат на се што е претходно испеано, и тогаш кога се случи тоа, мислам дека завршив со стихозбирката и престана тоа мое постојано навраќање на стихозбирката. Ја почувствував за завршена и всушност и тогаш одлучив да ја испратам на конкурсот, кога веќе осетив дека сум завршила и емоционално и во поглед на пишувањето, значи на сите нивоа. Јас ја осетив дека се отцепи од мене и дека сега може да живее и без мене самостоен живот. Да, ете, какво е чувството кога знаете дека читателите ќе прочитаат вашата интима, да кажам, она што вие сте го пишувале, било само ваше до тогаш, а сега веќе нели во форма на книга? Како се чувствувате во однос на тоа? Тој момент е многу така комплексен на повеќе нивоа, бидејќи да споделиш не е толку едноставно. Ние и во секојдневниот живот многу ретко се осмелуваме да споделуваме работи што искрено не мачат, па дури и не радуваат. Може би затоа толку релативно подоцна почнав да ги објавувам моите дела и да се одлучам да ги споделам со други луѓе, но има и еден момент кога ќе завршите со пишувањето на даденото дело. Мислам дека тоа толку се отцепува од вас што веќе и вие развивате однос како кон нешто туѓо. И веќе и тука настанува еден премин, едно одделување, и е многу интересен тој момент, ама навистина токму тој е тој момент што ни дозволува, ми се чини не само мене и на другите автори, што ни дозволува да ги споделуваме, бидејќи тоа е веќе како некој дел што со кој сум завршил и не е веќе мој, не ми припаѓа веќе мене, па можам дури јас критички да зборувам за него. Од друга страна го гледате на друг начин. Тој начин. веќе излегол од мене, добил друга форма, тој дел и веќе не е веќе мој. Така, многу интересен е целиот тој процес на создавање на делата. А додека пишувате, додека творите, сакате ли период некако да или да заминете некаде или да едноставно се затворите во свој свет? Како реагираат и блиските околу вас додека сте во тој инспиративен порив? Значи, кога се пишува особено поезија, мислам дека тој процес е многу поинтензивен и понабиен, значи и повеќе сме обземени од тој процес, па дури да, нашето присуство, еве конкретно за мене ќе зборувам, така станува помалку отсутно, затоа што цело време, секогаш може да се, обично кај мене се случи дека тие идеи, целиот тој процес така долго созреваше во мене, па самиот процес на пишување беше интензивен, иако потоа подолго и се навраќав на збирката и ја коригирав и одземав и додавав, меѓутоа самиот процес на пишување на јадрото беше интензивен и така. И нормално си се преточи тоа на хартија и добивме преубава поезија. Благодарам. Да прочитаме една песна ако се согласувате. Благодарам, Марија. Еве јас би ја избрала ова, ако се согласувате и вие, Ти си род. Апсолутно. Таа е малку подолга, но сепак ја прочитаме. Не знам ништо за тебе, освен за моќта твоја врз мене. Примки местиш и се фаќам во една, во друга, во трета. Чекам да помине време. Моќта ветер да ја растурка, ама ти си род. Ветерот е од твојот здив. Моќта облак да ја раствори залудно. Дождот е од твоите солзи. И се предавам на ноќта за да здивнам напразно. Мрачните ноки се од твоите мисли. Го исчекувам утрото како надеж, ама ти си род. Сонцето е од твојот лик.
Чекам обесилен да те видам. Мојата немоќ е храна за тебе од неа. Се помоќно, се побујно, се подиво. Ненаситно, нескротливо, немилосрдно. Се извиваш во мене. Немам веќе сила за со тебе да се борам. Ти си род, а јас твој оглед, а јас твој плод. Преубава. Секој на свој начин е, меѓутоа ете има некои песни нормално секој си има омилени. И само да објасниме дека род е старословенско божество од највисок ранг, од кое зависи се во природата. Така е. Тоа може би некој не знае, нели, па да објасниме. Така што правите поврзувања, да кажам, и со митологијата, и со историски така моменти, и тоа го вметнувате. Да, меѓутоа цело време додека ја пишував, јас бев фасцинирана од природата и од човекот како неизин производ, како продукт на еволуцијата. Мене секогаш ме фасцинира човекот и секое сознание за него за мене представува едно невидено задоволство, искрено. И таа едност на човекот со природата и неможноста да избегаме од неја колку и да се трудиме од собствената природа и од природата на таа што е околу нас, за мене е фасцинантна секогаш како однос меѓу човекот и природата, односно природата на самиот човек, бидејќи тука во истиот циклус го доаѓа до изедначување на човековото тело со планетарното тело. Бидејќи нашиот состав, телесен состав е ист како составот на планетата Земја, нели, што сме ние, вода, копно, минерали и преку тоа изедначување на планетарното тело, тука го ставам телото во фокус, кое што мислам дека многу неправедно е подредено на духот низ историјата на човештвото. Мислам дека крие многу неодговорени прашања и мислам дека тука во збирката е поставено како архив, како археолошко наоѓалиште во кој ако се внурнеме доволно може да откриеме многу работи. Го користам како утроба на потомците, како гробница на предците, нели, ако го држиме тој генетски материјал во себе, тогаш што е нашето тело. Значи тоа се интервенции на поезијата, но влечам и некои референции од што ги спомнав претходно, но ми беа забавни тие размислувања и тие теми. И одлично се вклопиле сите тие комбинации, одлично звучат. Се надевам, благодарам. Исто така, Оливера, еве зборуваме за односот природа-човек. Многу често човекот, за жал, мисли дека е помоќен од природата, но никако природата не разубедува дека воопшто не е така. И каде сме ние како човештво моментално? Мислите ли дека сме на добар пат? Имате ли такви размислувања? Па добро, мислам дека секогаш размислуваме на таа тема, дека секојдневно не окупира, но некако мене ми е поубаво да размислувам како човекот и сите тие механизми што го довеле довде, нели? Неговата природа развива безброј механизми за да се одржи, па дури и да стигне. Колку еволуциски случаи имало попатно за да стигнеме ние на ова место во природата каде што се наоѓаме и да чувствуваме дека сме, нели, на врвот, дека владееме, иако мислам дека тоа е само така, дека многу подобро е кога ќе знаеме дека сме само во словенскиот пантеон, мислам, и во словенската митологија, ми се допаѓа тој концепт дека човекот е дел од природата, не е издвоен од неа, не се најдува некаде на врвот на природата како нејзин господар, туку е дел, природен дел од неа. И многу сакам така да го гледам човекот, отколку како некој што си дава карактеристики дека е на некое возвишено место. Да. Мислам дека тука треба да се вратиме. Кога го сватиме тоа, мислам дека ќе биде се подобро. Така е. А треба тоа побрзо да го сватиме, затоа што, нели, за жал, доста и работи се случуваат во светот кои што не предупредуваат дека мора да поправиме нешто. Тоа е апсолутно така. И да спомнам исто така дека сте дипломиран филолог и лектор сте исто така. Да. Нашиот македонски јазик, се надевам дека го чуваме, го негуваме, но секогаш треба повеќе, нели? Апсолутно, треба некоја поголема, можеби, стратегија
иницијативата е почната, не знам колку во практика, мислам дека се уште не се спроведува. Меѓутоа, мислам дека и јазикот тоа сме ние, нели? За мене, сите што ме познаваат, знаат колку го сакам јазикот воопшто, значи се разбира и нашиот јазик, односно сите тие начини на кои тој се развивал и ги добивал сите тие форми, бидејќи јазикот, ако го гледаме, ќе стигне исто така по аналогија на ова што го кажавме, митохондријалната, ќе стигнеме до тој прајазикот кој што сите се развивале. Да, за јазикот треба да се грижиме сите, меѓутоа само со јасна стратегија од најмала возраст. И еве кога сме кај децата и кај тоа што е важно да читаат, вие имате Сонцето и кралицата на темнината, напишано, значи, книга за деца. Посебна ли Оливера одговорноста да се пишува за немладите? Интересно е кога станува збор за книжевност за деца, затоа што таа е книга наменета за деца, а најчесто ја создаваат возрастните. И дури пат потоа ја селектираат и ја купуваат повторно возрастните за своите најблиски, нели? Да. И мислам дека колку и човек да го негува детето во себе и да го чува споменот за тоа дете во себе, мислам дека за секогаш невиноста и наивноста на детскиот поглед е исчезната. И тоа не е баш лесен зафат и мислам дека кога сме обкружени со деца, тогаш малку повеќе ни се враќа тоа чувство за детското во себе, па така и ова приказна се роди кога ќерка ми беше малечка, раскажувајќи приказни, сватив дека децата всушност не е тоа дека сакаат да слушаат приказни или дека сакаат да раскажуваат приказни, тоа кај нив е на ниво на потреба. Тие имаат невидена жет за слушање и за размислување и за дури и сами да создаваат прават обиди и песнички и приказни. И тоа за мене беше многу интересно, па дури и фантазијата се смета како еден показател за правилниот развој на децата. И тоа кажува многу за нив, што значи дека кога се пишува книга за деца треба да се внимава многу, посебно на фазата, на развојната фаза за која е наменета таа книга, значи посебно затоа што сме возрастни и се дрзнуваме да влеземе во тој нивни свет. И затоа можеби секогаш се вели дека литературата за деца има најискрени критичари, бидејќи навистина или се допаѓа нешто или не. Ке кажат. Да. Нема влијание. Да, и еве апел и до нашите гледачи и сите кои се родители, повеќе да им читаме на децата, повеќе, еве јас исто така на ќерка ми го гледам, тој жар во незините очи кога ја раскажуваме приказна, едве чека да знае што следно ќе се случи, потоа ја прераскажуваме, така што читањето од мали нозе е нешто клучно за новите генерации. Секако за возрастните тоа неминовно е колку е важно да читаме, меѓутоа и за најмладите да се направи здрав темел. Така, и да со правилно читање, условно кажано, да се негува таа нивна насушна потреба од приказни, бидејќи ако некое дете не сака да чита, тогаш нешто сме сгрешиле попатно. Не е дека кај него тоа едноставно е така. Дека не сака, дека едноставно не сака, нема желба за такво нешто. Мислам дека сите имаат желба за приказнување. Да, исто така би сакала да спомнам, Оливера, дека сте работеле на толковниот речник на македонскиот јазик, но како вредно искуство да се спомне исто така и периодот кога работевте на Институтот за славистика при Шлезискиот универзитет во Полска. Што за вас представуваше престојот во Полска? Колку ве облагороди? Престојот во Полска и тој мој професионален ангажман на лекторатот на Институтот за словенска филологија е едно од најубавите професионални искуства, можеби, но и лични, бидејќи многу е убаво кога ги заразувате некои млади луѓе
со желбата и љубопитноста за јазикот, за литературата, за културата и кога го гледате тој напредок кај нив, желбата со која што го учат јазикот, и за мене беше тоа сведочење на нивниот интерес, бидејќи тие навистина не мора да го изучуваат јазикот, меѓутоа има желба и некои од нив дури и професионално продолжија да се занимаваат со македонскиот јазик, што сметам дека еден од поголемите успеси, ги одржуваат редовно врските со Македонија, многу често доаѓаат во посета. Значи, мислам дека врските со Полска остануваат и во последно време дури гледам дека се и зајакнати многу, дури на филолошкиот факултет нели има катедра за славистика, се изучува полскиот јазик и еве можам да спомнам дека имаше еден неверојатно исклучителен настан организиран таму деновиве, кога имаше гости од Полска, тројца мајстори на книжевната репортажа, жанр што веќе влегува кај нас на големо, кој е исклучително интересен и го препорачувам еве на гледачите. Па, навистина интересно. А еве јас враќа држам вашата книга издадена 2023-та. Ако не се лажам, колку што видов тука, како ја уби Вера и како таа повторно се роди. Проза. Така, тоа е раскази. Проза, да, книга раскази и ете сега малку се префрливте на поезија, ние сме Ева стико збирката, а што можеме следно да очекуваме? Работите ли на нешто моментално? Бидејќи веќе ракописот се наоѓа во некоја предконечна верзија, значи може да си дозволам да го споделам, меѓутоа станува збор за еден коавторски проект, значи станува збор за роман, значи така малку поголем зафат, со кого работам заедно со Александар Андоновски, кој е психолог и е темата е осаменост на романот, а тој има исклучителен увид и знаење во таа тема и мислам дека се надевам дека ќе испадне нешто добро и дека следната година ќе го имаме. Тема која што за жал е многу застапена во денешно време, темата на осаменост. Многу актуелна, точно. Така што ќе биде интересно да се прочита од ваш аспект како автор и од негов аспект како психолог, така? Така, тој е и психолог, но и многу одличен приказничар, така што се надевам дека ќе биде добар. Така, и дека и гледачите и читателите ќе го препознаат самото се дело. Надевам. Епак имаме, се надевам, поводи убави и во иднина да се среќаваме и да разговараме за книжевноста, за сите оние животни теми кои што не окупираат. Многу ви благодарам за овој пријатен разговор. Благодарам, Марио, уште еднаш. Почитувани гледачи, Оливера Андоновска, нашата поетеса, писателка, авторка, лекторка исто така и ми беше денеска дел од неделниот микс на мој големо задоволство. Бидете заедно со нас, за кратко се враќаме повторно назад.